Ја нема ни да сеам оваа година. За да може да купиме ние едни пати на нашите деца или да се облечеме. Неисчистените канали за наводнување, намалените субвенции и ниските откупни цени ги доведоа оризопроизводителите од Кочанско во тешка состојба, вели председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Венко Филипче, кој вчера беше на средба со земјоделците од селото Градовци. Тој рече дека тие се оставени без решенија и се соочуваат со сериозни екзистенцијални проблеми. Порача владата да го слушне гласот на земјоделците и да се обезбеди најмалку 20 денари дополнителна субвенција по килограм, за да можат да ги посеат нивите и оваа сезона. Оризот повеќе. Луѓето се соочуваат со сериозни екзистенцијални проблеми. Освен што им се и намалени дополнително субвенциите по декар земја за 300 денари од 2100 на 1800 денари. Дополнително на тоа, каналите за вода не се исчистени. Вода од Калиманското езеро не е пуштена. Значи се поставува прашањето дали некој во Министерството за земјоделство воопшто води сметка за секторот. Најлошиот ресор, што друго. Треба да дојдат и да ги слушнат овие луѓе. Да дадат најмалку 20 денари по кило дополнителна субвенција за да може да преживеат луѓето. За да може насад да има оваа сезона, а понатаму да се зборува и како да се зголеми дополнително и откупната цена. Ваква незаинтересираност, вакво дилетантско водење на влада оваа држава не видела. Овие граѓани, овие луѓе кои што работат, кои што живеат од земјоделството, тоа едноставно. Земјоделците што беа на средбата велат дека состојбата е многу лоша и дека немаат услови ни за нормална сеидба. Се надеваат дека ќе се најде решение за да може да ја почнат сезоната. Од полани малку имам, а ланскиот тоа. Сето е се врзано со пуштање на водата и со припремата на макар немаш пари. За секоја веќе сидба, треба ѓубриво, треба води за пускање, треба нафти. Значи ние сме веќе да подхитно државата да не обештети со интервентите на кои да. Оризопроизводителите кои беа на средбата истакнаа дека најпоценета гранка останува производството на ориз, па како што велат во иднина ќе размислат дали ќе продолжат да ја негуваат.